Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Темата е посветив за и околу ова немила ситуација која не прати, речиси, неколку недели, имајќи факт дека огнот е навистина битен, го одржува животот, светлината, но и огнот е опасност. Опасност ако некој ти го подметнува, ако некој сака да те запали. Ова одам врз основа на ваши укажувања. Ова одам врз основа на ваши забелешки, почитувани. Од и мојата чест и мојата маленкост има голем предицик да го пренесе вашиот став, вашиот глас. Благодарам Мирко Олимпико, кој навистина одејќи на работа, вика Слободане, ти благодарам, поздрави го твојот гостин, генералот Стојанче Ангелов, кој навистина е за мене херој. Херој е и Мирко Олимпико, бидејќи и тој од Серта, и тој од местото каде навистина многу мои наши македонци жалат што ова му се случува на Македонија. Македонија во вистински пламен. И јас дадов наслов, апропо вашите видувања, Македонија пожари 2024, апокалипса денес. Ја ќе му речем добро вечер и добро дојде на генерал Стојанче Ангелов, кој е директор од Серта во студиото на вистинската телевизија. Генерале, навистина сте хере во секој случај, имајќи факт дека од друга страна и ме напаѓаат, генерал, врти капа, едно друго, што јас не можем да ги прифатам македонските зајадливи души кои немат благодарност кога некој го поставува, го става својот живот во функција на доброто на државата, на народот, но тоа сме ние. Малку се луѓето кои што тоа го мислат и го зборуват, но го почитувам и нивното право. Факт е дека ја сменив политичката коалиција, но не ја сменив страната. Од 2007 година до ден денес, јас сум на страната на македонските брнители преку најпрво Сдруженијето, а потоа и политичката партија Достоинство. Јас не менувам страна, претходно сум бил дел од ВМРО ДПМН, не сум бил во никакви раководни структури, сум верувал во идеологијата на ВМРО ДПМН, потоа го формиравме Достоинство, бевме принудени самите да се организираме за да се самоодбраниме. Работата тргна во лош правец, влеговме во коалиција со СДСМ како една мала партија, потоа Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН и на коалицијата, ми подаде рака, разговаравме да настапиме заедно, при тоа имам цврсти ветувања дека овие проблеми кои што ги мачат брнителите, пред се војните инвалиди, но и семејствата на загинатите брнители кои што се уште не се обештетени, па и сите брнители, бидејќи зборувавме за некакви макар и символични права за сите брнители, јас сум убеден дека оваа влада ќе направи чекор напред и тоа многу брзо. Се надевам дека оваа есен веќе ќе можеме да се пофалиме со чекор напред. Од друга страна, председателката на државата Гордана Силјановска Давкова на предизборните митинзи јасно кажа дека откако ќе стапи на позицијата председател на државата и командант на вооружените сили, ќе се погрижи за одликување на дел од македонските брнители. Се разбира, не можат сите да бидат одликувани, ниту треба сите да бидат одликувани, иако јас сум благодарен на секој оној кој што носил униформа во 2001 година, без разлика каде бил и колку учествувал во војната, но доделувањето на одликувања си е определено со закон, треба да бидат исполнети одредени критериуми, но јас цврсто верувам дека во 2001 година многумина македонски брнители направиле дело кое што е доволно храбро и пожртвовано за истите да добијат одликување. Генерали, мене ми е предизвик без куртуазно што сум со ова содружство пред македонската јавност, сето тоа секоја чест да се биде храбар, за разлика премиери кои беа дезертери, кои се прогласија за ментално болни и разни диагнози пишани од некои матични доктори да не служат, да не се одзват на
повикот на државата, на татковината, да одбрана татковината, тоа е нонсенс. Но, да одиме на темата која Но дефинираме. само ако ми дозволите јас Немало. да изразам големо жалење, вчера почина Капо. Ние специјалците го знаеме како Капо, неговото име и презиме е релативно небитно. Еден здрав маж, силен маж, моја генерација плюс минус година, околу 50 на години, само што замина во пензија пред година или две, за жал почина. Пред 2 недели почина Игор од Кочани, мој многу драг пријател, поранешен припадник на Тигрите. Пред неколку месеци исто така почина друг припадник на Тигрите. Почина Джемсо пред 1 година, поранешен припадник на Тигрите. Почина Фифи, еден од најдобрите снайперисти, исто така пред години и нешто. Почина Комарецот, ги кажувам во наводници Ако, партизански дозволам, тимиња, да. бидејќи они кои што биле во единиците ги знаат луѓето. Големо жалење, она изразувам длабока тага, бидејќи на вистина како држава овде потфрливме. Јас цело време апелирав за тоа посттравматско стресно расстройство кое што ги убива луѓето отпосле, особено периодот кога ќе се демобилизираат или кога ќе заминат во пензија. Жал ми е и сметам дека како држава треба да поведеме сметка, бидејќи како прво ние безмалку да немаме запишано ништо за таа 2001 година од она што сме го поминале. Јас почнав да работам на една серија, но не можам да се носам со сите обврски. Но овие се пораки кои треба да допрат до новата политичка Јас сум гарнитура и верувам дека Кристијан Мицковски ова Јас сум што денеска зборувал го со слуша. него, сум оптимист, нека е лесна земјата, нека е вечна славата на сите загинати, но на сите починати. Еден дел загина, некој за време на војната, некој подоцна, еден дел почина од необјасними причини, здрави и прави, како што беше Игор пред 2 недели или Капо вчера. Умират напрасна смрт. Бог да ги прости, Плюс нека е вечна славата. травматските случувања посвоените создаваат големи трауми кај учесниците, кај бранителите, но државата ги занемари. Но, за тоа ќе правиме специјална мисија, Македонија пожари 2024 апокалипса денес. Ја го земав тоа како апокалипса денес, имајќи факт дека маци симптоматично ми е генерален. Генерален симптоматично да Македонија е во пламен. Од друга ситуација не може да биде тоа најстратешките ситуации се беа опожарени. Прашање од гледачите, зошто нема ниедно албанско село опожарено? Ова не ја влечам водата, не ја артикулирам. Вие се боревте против вучките, 2001. Но дали се, може речем, се бориме против еден еколошки тероризам, кој е наметнат, да речем, според народот што го поставува? Селата Јаболчиште на територијата на општина Чашка, Долно и Горно, мислам дека се со или албанско население или македонски муслимани, не сум сигурен. Да. Но добар дел од албанското население во Македонија живее во позелениот дел од Македонија, планинскиот дел, но чудно ова што се случува во државата, јас не можам да кажам никаква теза, но факт е дека централна Македонија, југоисточна Македонија и јужна Македонија се полни со пожари за кои што денес слободно можам да кажам дека после 10-дневна битка веќе воспоставивме контрола. Останува уште пожарот кој што од македонски брод се движи кон Јасен или на границата на ловиштето или, како да го кажам, подршје со заштитен статус Јасен, но мислам дека и тој ќе го стопираме во текот на утрешниот Нели симптоматично, маце, Јасен е најбезбедно место, да речем, и најстратешко место и да биде гореше дел од војниот полигон Криволак. И второ. Изгорен дел од Серта, Браво. но сепак ќе кажам Не, едни, браво, жала му секој случај. ќе кажам едни, би рекол, утешителни зборови, дека сепак е далеко од апокалипса. Страшно ова што се случува, но површината која што изгоре е голема, но е далеко од она, например, ние кога зборуваме изгоре цела Серта, тоа го кажуваме описно, сепак планината не е целата изгорена, изгоре еден мал дел од Серта. Затоа ќе се произнесат национални шуми. Јас редовно летам со хеликоптер над неа, од оно што можеме да кажеме дека неколку проценти од планината изгореа. Да, може и да тоа од кадрите поможе Ивана. Претежно изгореа тревнати површини, трња, ниска шума, оние ниски смреки кои што верувам граѓаните ги знаат кога одат по планина, високи по метро, некојаш и по 2 метри, кои што дават многу густ шат, силно горење, но тоа е вегетација која што брзо ќе се опорави. За жал, изгори одредена количина на борови кои што се садени, кои што макотрпно растеле. Белодробие. Така, но и дом на многу животни, на многу жив свет, инсекти, птици. Блекачи.
влекачи, значи едноставно еколошката штета е огромна, економската штета, например, на Серта е занемарлива, бидејќи квалитет на шум изгоре многу малку. Се појавува еден друг проблем, јас се надевам дека дождовите, кои што ги очекуваме макар и малку, ќе овозможат обнова на самата планина, на појава на нова вегетација, затоа што ако не израсне нова вегетација, тогаш доаѓа секундарниот проблем, а тоа е ерозијата на земјиштето, на почвата. Тогаш дождот ја измива и онаа малку земја која што има врз карпите, врз камењата и ја прави уште понепогодна за растење на нова вегетација. На тој начин ќе добиваме уште по, да кажам, планина со многу малку вегетација, бидејќи ќе станат некои терени, ќе станат непријатни, односно на нив нема да биде возможно да расте повеќе вегетација. Медиумите пренесува дека пожарите, вие доаѓате од Серта директно во студио, ви благодарам. Навистина ми укажавте голема част. Благодарам за понудата. Предизвик беше и е, секако, повреден е командирот на Штипската пожарна. Нешто знаете околу тоа? Па денес го посетив, јас доаѓам буквално од кај него. Најпрво бевме на Серта, откако видовме дека таму веќе се е во ред, пожарот е под контрола, има по некои жешки точки во изгоренатост, внимаваме на нив. Го посетив командирот на Штипските пожарникари. Тој не е повреден, тој е малку повеќе од повреден. Ги има скршено двете раци, затоа што се запалила старата депонија, веднаш до неја има една травната површина на некои 100 метри борова шума. Благој Ренџов, садена, Благој Ренџов, наречен Ренџо. Голем поздрав до него, му посакувам брзо закрепнување и брзо да се врати во првата огнена линија, да се бориме заедно против огнот. Се лизнал во еден дол во моментот кога провалија тоа така. Па стрмен дол карпест, во моментот пред да удри во карпата со глава, успел да ги стави раците и ги скршил раците. Се спас. Можеме само да претпоставиме што ќе се случило со него и со неговата глава ако не ги ставила раците. Најверојатно ќе се здобил со тешки телесни повреди, а можеби ќе завршило трагично. Така што со оглед на опасноста во која што се нашол, а се работи за еден здрав маж, корпулентен, 120 кила, крупен, тежок, но и покрај неговите килограми трчаше како дива коза по планината, бидејќи имав можност да се гледаме. Кога одев на терен, можев да ги посматрам. Така што голем поздрав до него, голем поздрав до Штипските пожарникари, бидејќи е повреден уште еден пожарникар кој што скршил една рака, но и поздрав до сите пожарникари и сите останати кои што учествуваат во гаснењето на пожарите. Да, морам да му речем благодарам на Илија Бојаровски, кој е во тимот ваш и тука е од надвор од студиото, кој даде несебична поддршка со вас заедно, обезбедивте некои ексклузивни. Ивана и Огнен ги пуштат. Ве молам, пуштите повеќе инсертите, во се инсерти што току се случија на терен. Благодарение на Илија Бојаровски, она што го доживуваме на терен, она што го гледаме на терен, она што се случува на терен, го правиме достапно на јавност. Благодарение на неговиот крш мобилен телефон, бидејќи сите снимки па директор сте, мора да обезбедите, мора да направите нешто преку владата. Крши му дадов нов пред 2 години. Ние сме штедлива институција, треба да водиме сметка. Меѓутоа се грижите за животот на народот. Шегата на страна, снимките кои што се направени, кои што може да ги погледнете на многу национални телевизии, се снимени со мојот мобилен телефон и со неговиот мобилен телефон. Последно време ни се појава проблем, телефоните толку загреваат што при снимањето на моите изјави само едноставно се исклучуваат и ги губиме снимките и морам да ги повторам по неколку пати, па потоа бараме место со интернет. Обично секаде онаму каде што има пожар нема интернет. Генерале, за не е апокалипса денес. Страшни се овие сцени. Страшно е. Тоа е дрво. Тоа треба да му треба најмалку 20-30 години да Силна е Македонија ќе израснат нова шума. Убави се тие пораки, меѓутоа мораме тука да ставиме еднашка дакта. А генерале, дали овакви, јас ќе речем ова е малце матерско, не вие од ваша страна. Државата мора приори. Не може пожарникари да бидат необезбедени со заштитна опрема, со заштитни одела, со возила. Од 84 година дадовте изјава 40 години фапови 12 тока возев во армија која бев автоединица во Ковин. Ако се исправни не е толку страшно, но возилото кое што го објави стариот джип се расипа, враќајќи се назад и го шлепа, чека шлеп служба за да го однесе назад до тоа е срамота во секој случај за држава која сака во Европа. Се поставува прашање, ние сме онакви. Се поставува прашање што доколку откажал додека се блиску до линијата на огнот може да изгори. 200 милиони евра, кажам, премиерот
беа украдени, го парафразирам. Значи, тоа се милиони евра украдени од народот на Македонија да се инвестират во вашата служба. Генерале, немаме пилоти, тоа е срамота, вас не ве обвинувам системот. Значи, треба подитно да се вработат, нон-стоп да има пилоти, да има за секакви, не дај Боже, ситуации. За почеток би рекол, Да. јас сум среќен затоа што немаме ниту една жртва. Верувам дека вашите гледачи го знаат моето начело кое што го наметна во јавноста, за кое што на почетокот и трпев исмевање, денес многу помалку, иако ќе се најде по некој повторно да се исмева, а тоа е safety first, безбедноста на луѓето на прво место, или како што рекол нашиот убав, кроток и питом народ, да сме живи и здрави, па после се друго. Нашиот фокус е ставен пред се на заштита на гасначите. Ние, бидејќи нови дрвја ќе пораснат, но човечките животи Секако. нема да се вратат. Нема да се вратат. Јас искрено жалам за сето ова шума, за сето ова вегетација која што изгоре, но ние немаме изгорен човек. За жал, еве, се случи вчера повреда Уште некои пекотини. Пред неколку дена Да. имавме уште една скршена рака, човек падна од квадрицикл, доброволец од Свети Николе, голем поздрав до него. Претходно еден граѓанин, цивил, кој што помагаше во гостењето, ги изгори двете раци и ногата, сето тоа ние го објавуваме, и претходно еден пожарникар ги изгоре двете раци. Едноставно, кога работи тоа професија, тоа е нормално. Нормално е за војник кој што учествува во војна, во битка, да биде ранет, па дури да загине. Но ние за пожарникарите се грижиме и за сите останати кои што учествуваат во гостењето да не загинат. Значи, нашиот фокус многу внимателно правиме еден менеджмент помеѓу ризикот на кој што ги изложуваме и штетата, бидејќи човечките животи се најдрагоцени, но одговорот на вашето прашање дека системот не чини, му треба не реформа, туку му треба трансформација, комплетна трансформација. На оваа тема имам зборувано со премиерот уште додека ВМРО ДПМН беше во опозиција, јас бев директор на оваа институција. И председателката рече дека треба подитно да се смени така, и законот. Тоа многу ми се допадна, значи даде отворена поддршка на мојата идеја, која што јас ја промовирам јавно 3 години. Би сакал да укажам дека како директор на ЦУК имав целосно одврзани раци од претходната влада. Не можам да се пожалам во делот на менаџирање, но во делот на реформа на системот едноставно раците ми беа врзани. Се ангажираше еден професор кој што, вака народски да кажам, немаше појма од кризен менеджмент, немаше појма од гасење на пожари, човек кој што можеби најблиску догам бил ако правил скара, и ние не можете да очекувате резултати од такви луѓе. Тој може да е 5 пати доктор на науки. Треба да излезете малку, да го вдишите чадот, да ви се насолзат очите, да се закашлате. Како да градоначалникот на почувствувате- Струмица разбрав дека бил во Да, но претходно ќе изгореше градоначалникот на Ново село, на општината Ново село. Го спасуваа со словенците со хеликоптери. Значи, јас имам една моја визија како треба да биде организиран овој систем. Со истите ресурси кои што ги имаме сега, кога би ги распоредиле на правилен начин, ефектот на гаснење би бил многу посилен, ама се разбира она што вие го рековте, ние не смееме да испратиме човек да гасне пожар без да има лична заштитна опрема. Треба да има директно опасност во оган го ставате. огноотпорни чизми, огноотпорна униформа. И огноотпорната униформа може да се запали, но на повисока температура. Замислете човекот што во памучна мајца гаси пожар. За миг може да изгори. И во Има- папучи, и во Во папучи. папучи или во некои лесни патики со гума. Последиците може да бидат страшни по здравието. Не сериозно за држава. Ова се збориме, Зборуваме знаете сега зашто? за 30 години систем, значи несериозно за Ставаме сите вади до адакта. денес. Адакта. Значи еднашка треба да се смени тоа. Еве дојде нашите пријатели во соседството, им благодариме според законот за европската помош, како му Да, дадат. цивилна заштита. Цивилна Механизмот заштита. за цивилна заштита. Дали имаме можност сега, гледаме Стародно Горичане, се Го запали. изгаснавме. Го Многу изгаснавме. сме јаки. Видете сега. Ајде Добро да име сме со ваша организирани. призјава, Значи, интересно. малите пожари ги гасиме веднаш. Таа тактика ја применив минатата година. Пожарот на Серта едноставно избегал од контрола. Малку за доцента реакција на пожарникарите, многу тежок терен, многу сува вегетација, тоа се предуслови за катастрофа. Генерале, јасен, Стародно Горичане, Серта. Јас не можам да го сметам дека тоа е by the way патен. Значи, ова е смислено. Верувате, ова го спомнам, го пренесувам ставот на народот. И се придружувам кон нив. Значи, ова не е. Јас велам, ова е точно јавачи на апокалипсата. Затоа викам апокалипсата. Видете, во 1 до 2 дена ние имавме појава на 30 на пожари на Да, различни колку имавте локации. се на се пожари? И јас бев очевидец на 2 пожари за кои што имам перцепција дека се подметнати.
движејќи се по патот преку Серта, ноќно време, бев на големиот пожар во Радовиш, каде што гореше и борова шума, преземавме одредени мерки, таму голема проактивност покажа и градоначалникот кој што беше на терен, поздрав и благодарност до него. И поздрави од Се мене. воспостави, да речем, една груба контрола. Оттаму, кога се враќав кон Скопје, беше после полноќ. Тргнав со возачот преку Серта, значи патот на 20 км меѓу Штипи и Радовиш, се упатив преку планината Серта да излезам кај полигонот кај Пенуш, кај се извинувам кај Криволак, кај Неготино. Движејќи се од неготинската страна забележав како горат неколку борови веднаш покрај асфалтот. Веднаш излеговме, бевме немохни, погледнав надолу не гореше. Мојата перцепција, човечка, јас не сум експерт за откривање на причини на пожар, но не видов како пожарот стигнал до таму. Тргнавме надоле, зборував со градоначалникот и на Неготино побарав да пуштат едно противпожарно возило. После некои 200-300 метри, сега немам точна перцепција, но тоа не менува ништо. Забележав ново жариште покрај браникот гореше, браникот на патот беше усвитен. Повторно се слушнав со градоначалникот. Наредниот ден, преку ден, дојдов на истото место. Отидов од долната страна, убаво разгледав. Ние немавме линија на горење од оздола нагоре, иако не исклучувам таа можност, бидејќи пожарот некој пат може да оди по оние борови иглички по тревата и да не е многу видлив и оному кој ќе дојде кај боро да фати корот и смолот и да се развие. Но мене тоа ми изјаше на два подметнати пожари. Митко Јанчев, градоначалникот на Кавадарци, кој што покажува исклучително силна активност при совладувањето на пожари, на отворени пожари, шумски пожари, во два наврати изгасна пожари кои што биле подметнати. Во првиот случај имало на 4 места купови со гранки, значи ги палат купови со гранки, не она во треба да фрли некој чкорче од кибрид. И успеа да ги изгаснат, не и дадоа да се расшират благодарение на брзата интервенција на пожарникарите. Кога вадаречката против пожарна единица понекогаш ја користиме како специјална единица. Кога е негде жешко, ги викам нив, но ќе ги пофалам и од нагоричане, ги пофалам и... Граначалникот на Штип може да се пофали. Да, но тие, видите, они има толку многу главоболки на нивна територија што не можеме да ги викаме надвор. Значи, имаме против пожарни единици, како што е Скопската, која што се убива од работа. Скопската против пожарна единица е десеткувана. Не ми требат многу луѓе. Тие дневно гасат по не знам колку пожари во урбана средина. Горе од куќи, згради, знаете дека секој ден има некаков пожар во урбана средина. Како да тој е малку обавезно, значи се убивме од, мислам, тие се убија, не јас го координирам целиот процес, се убија од гасење пожари во околу Скопје. Но пак има проблеми тука, закон треба да се донесе, да се решат системот на однесување на централната власт особено, да ја даде можност и на локалната, во делот на екипирање, во делот на финансиска потенција, вработување, се тоа на што значи. Јас ќе ви кажам една ексклузивна информација. Ајде. Утре во 8:30 имаме седница на управувачки комитет за управување со кризи. Во 8:30 во просториите на ЦУК, него го предводи министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добро. Членови се министерот за одбрана Мисајловски, министерот за надворешни работи Муцунски, министерот за здравство Таравари, министерот за транспорт и врски Николовски. Значи влада во секој случај. Значи 5 министри, да не прескокнав некој, 5 министри и јас како раководител на групата за процена. Тоа е 6-члено тело кој што ги носи одлуките поврзани со кризни состојби и секогаш кога државата е во опасност, но на утрешната седница ќе присуствува и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, бидејќи се работи за материја која што е од неговата област, но Цветан Трипуновски. Токму така, господинот министер Цветан Трипуновски, но го повикавме директорот Здравко на национални шуми, новиот директор кој што е врвен експерт од таа област. Го слушав, гледам, доста интересен. Корисен и после на седницата ќе донесем одредени заклучоци. Како прво сакам да информирам јавноста дека ние очекуваме денес и утре врнежи. Иако веќе денес го Никако тие дождови да дојдат, никако да те. Сред јули сме, знаете, и тие дождови ќе бидат мали, ќе запрска, ќе поврне еден порој од 5-10 минути, тоа е тоа, но тие ќе ни помогнат. Доколку не дојде до врнежи, ние сме подготвени за нова тура на странска помош, односно каналите се отворени, механизмот не е активиран, но можеме да го активираме и брзо да донесеме овде странска помош. Доколку дојде до негативен развој на состојбата. Во овој момент и нашите летала кои што ги имаме на располагање, Исправни се окей се. Вршат работа. Имаме 3 трактори, 2 се
Постојано исправни, секој пат имаме еден кој што нешто недостава. Од трите еден Што е со пилотите? Па успеавме да ги ангажираме пензионираните пилоти. Нивниот устав беше поголема плата од она што земале како вработени. И заслужуваат И генерал. јас си дадов силна подршка, сметам дека пилотите треба да имаат таква Искуство пред се знаење. плата, затоа што не е лесно, особено на нивна возраст, да се управат овие комплицирани авиони. Во пожар. Но ова важи и за пилотите на хеликоптери, кои што исто така немаат соодветна плата на нивната работа Да. и на ризикот на кој што се изложени, но сепак ова одлука на министрите и на владата, јас ќе го презентирам. Се надевам дека ќе имаме разбирање, бидејќи неколку одлични пилоти го напуштија МВР и веќе се појавува недостиг на пилоти во МВР. Мислам дека со сличен проблем се соочува и армијата со тоа што центарот за обука на пилоти е уништен. Во овие 7 години, иако бев дел од владата, морам да кажам дека центарот за обука на пилоти е уништен. Тоа беше една добра идеја, центар кој што создаваше нови пилоти. Ако ние сега имавме нови пилоти, новите пилоти е мерак да летат и без пари, а не за ова помала плата која што имат нешто над 1000 евра. Но како да е, треба да се реши тој нивен статус, да биде подостоинствен, за да не ни бегат по странски компании. Априори. Начнавте, гледам на медиумите не се збори. Жалам за тој настан експерти, пилоти кои ги нема Македонија во моментот, а тоа беа, се сеќавате под какви околности загина најексперти пилоти управувачи на хеликоптери. За жал имавме неколку несреќи, да. Мистериозно, но како и да е. Генерале, ај уште малце околу таа помош имавме деновиве од Турција, Словенија, Црногорците уште е тука со вас? Се уште е тука, но денес не действуваше, има одредени технички проблеми. Што така? Технички проблеми. Значи, хеликоптерите не се наменети да гасат пожари. Кога при гасење на пожари, тие летаат ниско над пожарот, на некои 20 на метри. 10 на метри е сајлата на која што виси ведрото, а е условно да кажам бурето во кое што има вода. Се отвора долниот дел и водата истекува. Колку е количината? Па имаме од 1000 па до 5000. Српскиот црвениот звер носи ведро од 5 тона. Романскиот авион, па така тие го викат. Црвениот звер, токму така србите го нарекуваат, така и јас го нарекувам, бидејќи 5 тона вода е многу сериозна количина. Романскиот авион носи водни бомби од 5 тона. Коцки, замислете коцки од картон, картонски кутии кои што во себе имат 1 тон вода и одеднаш кога се креват и тие се лизгат и паѓаат 5 коцки. Има еден, да, дали го ако не тоски прилов, јас го снимав утрово. Да. Ова е моја слика, дали тука не можеше тоскиот да дојде денес, му дадов други оврски, бидејќи имаме на сите страни работа. Супер. Не, мислам ова беше како го ова е штедење на време. Значи, наместо хеликоптерот да оди до неблиското езеро или вир, можеби ви организирате базен. Носиме базен до пожарот, бидејќи има река. Црвен крст да ви помогне. Црвен крст, но има ваков базен, има и дирекцијата за заштита и спасување. Ова е техника која што ја видовме 2021 од австријците. Браво. Базените ги имале, но не се користени. Намената на овој базен не му е ова е за сосем друга намена. Но ние го користиме за ваква намена и како што можеа да видат вашите гледачи, хеликоптерот лебди над главите на луѓето кои што стоат околу базенот и помагат. Тоа е буквално на 2-3 метра. Пуштите уште една снимка да видат вашите гледачи. Да, пуштите уште една да го видиме. Мислам дека има и ваша изјава. Има и моја изјава, да. Еве да одиме со изјавата на генералот, па можете да видиме. Реше, можеме да идеме со изјавата? На пожарот кој што вчера доста попладна изби на територијата на Старо Нагоричане, рано наутро доброволци волонтери од Црвениот крст, морам да кажам исклучително храбри, наместија базен со вода, од кој што хеликоптерот полни вода и на тој начин неговиот круг од полнење на вода до исфрлање на водата врз опожареното место се скратува на некои 5 до 6 минути, бидејќи во близина нема природен извор на вода. Овде на лице место е мојот драг соборот се од едни дамнишни времиња, кога заедно војувавме, денес повторно војуваме заедно овој пат против огнот. Божо, име и презиме? Дејан Блажевски. Дејан Блажевски. 2 години во пензија. Пред една недела ми се јавија колегите од Црвен крст, таму се веќе 20 години волонтер. Побараа помош, значи имаме потреба од тебе. Без размислување, веднаш во возило, товаривме опрема и се поставивме најпред во Штип, после бевме во Богумила и денеска са вали од 3-4 сада сме одека Старо Нагоричани.
Голема благодарност Божо до тебе, до твоите колеги волонтери од Црвениот крст, секој чест за вас, за вашата храброст, бидејќи да стоеш под хеликоптерот кој што лебди на твојата глава, воопшто не е едноставно. Секој чест за сите вас, на овој начин помагате побрзо да ги изгаснеме пожарите. Бидејќи воспротивно хеликоптерот ќе треба да лета до најблиското езеро, од каде што би полнел вода и на тој начин неговата ефикасност би била многу помала. Ова е храброст. Ова е храброст. Значи, еве, можеме ова да го регистрираме секоја час и за Божо, тој е специјалец. Поранеше специјалец, пред негови очи сум ранет. Заедно бевме во Рачиново, кога бев тешко ранет. Храбар човек наместо да ужива во пензионерските денови, пред 2 години замина во пензија, тој дошол овде да помага. Вика, не можам да гледам од дома. Значи, тоа е ментален... Патриоти, генерале, не се купуваат, тие се раѓаат. Комерцијални патриотизам не може да постои, може адхок, од денес за утре. Че собе некоја паричка, се замени што од тоа. Тоа е проколното. Меѓутоа, патриот си е патриот. И гледате, хеликоптерот е можеби некои 2 метри над нивната глава. И јас снимам од 20 на метри оддалеченост, од безбедна оддалеченост, но навистина е храбро хеликоптерот да ви лебди над глава. Не сакам ни да помислам, значи треба да имате силна довера во пилотот, бидејќи хеликоптерот... Не може секој да го прави. Апсолутно. Прво треба многу вешт пилот, затоа и голем поздрав до храбрите македонски пилоти, но и до овие луѓе кои што имаат доверба во пилотите, луѓето од Црвениот крст. Целиот овој систем функционира. Јас затоа се обидувам преку овие видеоснимки да знаат граѓаните дека ние нешто правиме, и тоа не нешто малку. Ние правиме многу. Не нешто, туку многу правите, генерал. На одредени места му требаат 3 минути на хеликоптерот да фрли вода. Значи тој полетува, фрла вода во горниот дел, ги гаси, ова е рано наутро во 5 сабајле. Го гаси жариштето, се враќа за 1 минута, полни вода, пак полетува. Кога би одел до некој блиско езеро, знаете, таму има и рибници и така натака, ќе му треба време, можеби 10-15 минути. А вака ние од реката со моторче полниме вода, со силен мотор за вода, додека хеликоптерот одлета, го полните тоа базенот. Но во секој случај се подобруваме и техниката и тактиката која што ја наметнуваме. Цело тоа го координира главниот штаб кој што е сместен во центарот. Австријски тип на полнени? Во 2021 го видовме од австриците, сега и ние го користиме, но ова целото е во координација на главниот штаб кој што го предводам јас. Граѓаните треба да се чувствуваат безбедно, бидејќи ние секогаш се трудиме да ги заштитиме куќите. Знаете, во неколку наврати се направи паника дека ќе изгори ова село, ќе изгори она село. Ниту едно село во ниту еден момент не беше во реална опасност. Но огнот изгледа страшно, особено онакно време. Изгледа поблиско отколку што е, но секој пат поставуваме луѓе, користиме многу механизација. Еден добар булдожер може да биде покорисен од 2 хеликоптери. Ако направи појас
зборував за тоа појас да Како го... тоа изгледа? Како може Замислете, имате... Рови се прават. Не, имате тревната површина. А се Наоѓаме издига место како каде беден. тој појас може да се направи ни шума, но треба прво да се исечат дрвата, таму е покомплицирано. Наоѓаме место надвор од шума. Булдожерот ја гребе површината, ја гребе тревата. И сега во зависност од се прави проценка Ја прекинува, го преникнува. Токму така, 2 до 3 метра појас, некој пат може да го направиме поширок. И кога ќе дојде на ивицата пожарот на тревата, Застанува. престанува да гори, но овде по правило треба да имаме пожарникари или локално население со гранки. Иако и за тие гранки мене ми се смеја, бидејќи локалните жители немат противпожарни лопати, а она класична лопата за ринење песок, таа не е многу корисна, бидејќи кога го удирате со неа, ако има долу каменчиња, а има насекаде, Да. таа ќе удри на невисокото каменче и ќе се одбие. Додека гранката прави контакт со земјата и е многу добра за гасење на пожарот. И најдобри се оние противпожарни лопати, но тие се ограничени, ги немаат граѓаните. Така што има многу техники и тактики, но за тоа Генерале, не треба цела емисија. ние говориме вечерва многу сериозно, на сериозна тема, со сериозна порака да им испратиме на политичките елити во државата, кои самите, ја не знам, Господ нека им помогне како ќе се справат, но мора прво да го донесат вистината, правдата и да се задоволи љубовта на народот. За тоа која е љубовта? Сите криминалци да се најдат пред лицето на правдата. А со тоа ќе се стави крај на корупцијата и на крадењето на Македонија. И конечно, дали тоа треба да значи дека мора подитно во секоја ситуација локалната самоуправа да биде максимално поддржана со обезбедување на противпожарни бригади, со вработувања, со опрема, со возила, се што значи една цивилизирана држава да има, како што треба на импровизација. За жал, климатските промени го прават своето. Ние не можеме да очекуваме дека времето ќе се врати назад. Трендот е пораст на температурите. 1 степен пораст на просечната температура, видите какви последици се појавуваат. Значи ние имаме големи суши. Нема врнежи. Ова зимо, знаете дека без малку да немавме снег, имаше многу малку снег. Многу малку. Да. Не разбирате што сакам да кажам. Количината на снег беше занемарлива. Воопшто. Почвата е сува, вегетацијата е сува. Меѓутоа и поплави да дојдат, генерали, немаме со што да се одбраниме, не Затоа Боже. треба да се прилагодиме. Системот за гасење на пожари мора да го трансформираме, како што и милува да каже и премиерот. Не зборам за реформи, туку за комплетна трансформација на системот и се разбира набавка на опрема. Од заштитно дело до хеликоптери, но еве денес можев да видам во интервјуто на министерот за одбрана Мисајловски дека новите хеликоптери кои што ќе пристигнат од Италија, меѓу другото ќе имат можност да гасат и пожари. И Се тоа е ова добро. беше порачката Тоа е што беше од добро, да. госпоѓата Петровска. Да. Но како и да е, одиме со прашање околу таа помош, странска помош. Дали сте подготвен, с краја да мислам да се човек треба да е подготвен. Гледате, кој очекува сега старо новоричани, па јасен, стихијата се го прави своето или подметувањето. Не можете преку ноќ некому да гарантира дека не може да ве нападе нова наезда на пожари. Не сакам да аксузирам, но генерале, дали требаше да се стави забрана на планинарите, кои според мене не би требало, тие луѓе не може да подметнуваат. Тие се љубители на шумите, на планините. Што мислите за тоа? Јас имам малку поразличен став во однос на ставот на национални шуми. Јас сум противник на мерката забрана за движење во шуми, Добро. бидејќи ние не познаваме случаи каде што планинар предизвикал пожар. Напротив, планинарите се наши очи и уши во планината и доколку забележат пожар кој што е предизвикан од сточарите кои што ги горат ниските Тие се смреки, сигнализираат. тие ни јавуваат. Тие се нашите рани детектори. Воедно, тие се многу совесни. Од друга страна, забраната за движење во планини, кој што сега ја нема, сега луѓето може да се движат со претходна најава на шумите кои што ги стопанисуваат национални шуми, но на територијата на националните паркови мислам дека нема никаква забрана, но луѓето кои што се движат во планина не представуваат опасност. Ако некој сака да подметне пожар, тој ќе отиде по некој помал пат, по некој колски пат, по црн пат, по шумски пат и ќе подметне пожар. Ние не можеме да ги спречиме подметнувачите со забрана. Овде треба да биде полицијата
поактивна и тоа веќе го прави отворена оперативна акција Пожари 2024. МВР излезено на терен и треба да биде зајакната и превентивната и репресивната функција. И вчера и денес ние веќе имаме кривични пријави за потпалувачи на пожари од страна на МВР. Кои се казните одредби? Строги казни има, но зависи од доказите. Тешко се докажува. Знаете дека на местата каде што настануваат пожарите обично се надвор од урбаните средини, каде што нема камери, нема сведоци, а ако е некој земјоделец, луѓето се солидаризираат, па не го кажуваат. Но верувам дека МВР овој пат ќе постапи како што треба, бидејќи ние лани имавме повеќе од 3000 пожари, а имавме десетина пријави. Имаше една изјава, една снимка бугари, дадено кој изјава дали дека провокација, или си кажа, видовме зелено Кавасаки, момчиња двајца, со 2 моторчиња, дојда, замина, после 5 минути 6 избавна пожар. Јас сум директор на сериозна институција, ако јас ги потврдам вашите зборови, ќе имат друга тежина. Јас се сомневам дека има многу подметнати пожари, но не можам тоа да го потврдам. Зборувам за мој сомнев. Има ли шанси некои дронови да се пуштат заштити и механизми, како може да се наблюдуваат тие места? Видете, јас ви кажав и пред емисијата, најголем дрон е некој рич. Значи, ние, територијата на државата е таква што ние имаме релативна прегледност. Имаме луѓе по викендици, по села, по патишта, кои што во делот на рана детекција ние сме добри, ние многу брзо ги откриваме сите пожари. Веднаш добиваме пријава на бројот 112. Колку имавте позиви? 2000 нешто видов преку? Дојдовме инаки 3000, мислам дека отидовме преку 3000 во оваа сезона на пожари, не времето особено кога беше во Скопско. Замислите, во исто време имате силно невреме во Скопје кој што корне покриви, а на други места гори дел од државата. Но како и да е, раната детекција не е проблем. Дроновите секогаш може да бидат користни затоа што дронот ако има сензор, тој ги открива жешките точки кои што се невидливи за човековото око. Жешка точка која што е во изгорено подрачје не е страшна, бидејќи наоколу се е изгорено, но жешка точка на ивицата, оному каде што е сопрен пожарот, е потенцијал за ново жариште, бидејќи доволни се 1 метар и пожарот повторно трга, имаме нов крак и нов проблем и нова главоболка. Ве прашам како лидер на политичка партија, не сум за теорија на заговор, меѓутоа сум човек кој навистина видел, слушнал, учествувал во многу настави Македонија и си земам за право. Слушаме политички партии кои не се задоволни што не се во власт, па најавуваат некоја поделба на Македонија, поупатуваат порака, се не сме да дуи, без разлика да не решавам ребуси, за територијална поделба на Македонија, децентрализација, се тоа. Дали може што викат, ајде речам тие кои се за тие теории, дека може да бидат од тие луѓе кои навистина некојаш беа љубители на шумите, денеска да го прават тоа? Започнато дуи беа 20 години од власта, што чекале до сега, што сега да и текна таа риторика кога се во опозиција. Тоа го кажа и Таравари. Тоа е навистина. Генерале... Не наседно од веќе нити граѓаните, нашите сограѓани албанци, можеби мал дел, но ова не можам да Ова се би рекол вака сериозни обвинувања кои што јас не можам како директор на институција да ги кажам, не сакам ни да помислам дека постои таква можност. Како и да е, дел од пожарите се подметнати, мотивите може да се патолошки, некој пироман, може да се криминални, да се изгори шумата за потоа да се сече ефтино. Токму така, најголем дел се ненамерни, бидејќи луѓето ги палат своите стрништа, односно остатоците од земјоделските култури, ги палат пасиштата да добијат нова трева, при тоа пожарот излегува од контрола, но сепак е човечки фактор. Имаме потврда за 2 пожари настанати од гром. 2 пожари, ние имаме веќе преку 400-500 пожари само во овој месец. 2 пожари од гром е минорно во однос на сите останати кои што се причините од човек. Како успевате да одите на сите дестинации? Морам да го пофалам вашиот возач, како се вика? Не е возаш, јас немам возаш. Господин, имам пилот. Пилот, да. Теренско возило, бидејќи тој пилотира, не вози, но не смеам да го фалам, бидејќи може да добие некоја казна за пречекорување на брзината, но на вистина мораме да ги пречекоруваме брзините и во наредната реформа да спомнеме пилотот, Трајчек, мој драг соборец од Тигрите, поранешен бодигард на Борис Трајче, на вистина, да можеш од една кота на друга, четврта, не може, тоа е ни Супермен, не може. Поранешен бодигард на Борис Трајковски, на покојниот претседател, нека му вечна славата. Сега мој возач заминат во пензија
Едве го намолив да ме вози, вика, работеше некаде обезбедување, бидејќи, знаете, досадно е дома да седи, и го убедив дека е добро малку Значи, адреналин. добар мотиватор сте, генерале, тоа е Имам многу извореден битно. возач и навистина така стигаме од едно на друго место. Јас доаѓам, ние бевме на Серто, тому кај командирот на територијалната противпожарна единица во Штипота, му сум овде, а од овде заминувам на терен. Знаете што, ви Повторно. треба да бидете примери за политичарите кои еве излегува политиката, како треба се функционира и работа. Значи, мора работа и само работа. Па јас ќе го пофалам министерот за внатрешни работи. Панче Пашковски. Тошковски, кој што веќе 2 пати излезе на терен. И јас И од терен можеше да погледа што се случи. Јас ја видов председателката кој веднаш им ја освоити през конференцијата на СДСМ. Не се Председателката злочест. два пати Меѓутоа излезе. одиде како жена, Ќе ви откривам како командант на Ќе лице ви откриам една тајна. Да. Првиот пат председателката отишла инкогнито да го посети пепелиште. Јас не бев информиран. Благо Таа ви не се прави. сакала да биде ниту снимена, ниту видена на местото на пожар, но новинарите дознале. Вториот пат беше во моја организација, но јас сум благодарен за незиното присуство, бидејќи се е поинаку кога ќе го погледате пожарот од блиску. Поздрав до председателката и за сите кои се храбро, ја ви благодарам генерале. Благодарам. Многу што ми направите чест и мене на гласот на народот, директно од Серта и посета на повредениот, дај Боже што побрзо да се врати на работното место и посакам прво здраве и вам и вашата екипа и да се гледаме зубо. Благодарам. Почитувани, кажавме дека за волја на вистината, еве, успеавме генералот, на вистина, имаше многу понуди, нам ни укажа чест и задоволство да биде гостин на темата Македонија пожари 2024, апокалипса денес. Бидете ми живи и здрави, се гледаме в петок со една повторно нова ексклузивна емисија посветена за диаспората. Ги имам нашите македонци од Соединените американски држави. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.